Втор ден од Карпушово културно лето 2013. Овој пат, како што можете да видите, пред преполниот амфитеатар свој настап има Пламенка Трајковска квартет. Како што вели таа, секогаш со задоволство би настапила на секоја манифестација која ја организира општина Карпош. Може ли да ни кажете што ќе понудите на публиката вечерва? Да, навистина ми е драго што еве имам можност да настапувам во рамките на Карпошовото културно лето 2013 година. И за вечерва имаме навистина многу специјална програма. Практично ќе бидат изведени композициите од мојот албум Апасионато. Самиот албум представува спој на класична музика и модерен стил со цел да ја доближиме класичната музика пред најшироката публика. Многу ми е драго што вечерва навистина гледам една прекрасна публика и гледам дека имаме убаво расположение кај моите колешки. Бидејќи, знаете, за музичарите секогаш е многу важно да има убав амбиент, овдека покрај реката Вардар, да едноставно да има едно убаво расположение, а се разбира дека сите креации од албумот Апасионато се на некој начин преубави и се токму прилегаат на еден ваков концертно отворен. Покрај мене вечерва ќе настапи Татјана Силјановска на виолина, Љубица Симјановска на виола и Александра Петковска на виолонче. Не ви се само ангажманите за Карпушово културно лето, туку имате ангажмани општо на повеќето манифестации од општина Карпош. Дали оваа соработка ќе продолжи во иднина? Да, се надевам дека како досега, така и од сега натаму дека успешно ќе соработуваме, се разбира на задоволство на граѓаните од општината Карпош. Имав еден настап овдека во рамките на Карпошовото лето месечни 2011 година, кога се представив со една латино програма за соло виолина. Меѓутоа и тогаш, како и вечерва, имав неколку соработници со мене, така што имав една танцова двојка, па имав еден музичар кој што свиреше на конги. Мислам дека секогаш е многу поубаво и позабавно кога се работи дали во дуо, во трио или гудешки квартет како што сме вечерва. Можеме да забележиме дека сте барана на повеќе манифестации како што е Карпошовото културно лето. Може ли да ми кажете кои се вашите идни планови? Имате ли можеби настап на некоја наредна манифестација планиран? Да, се разбира, значи голем број на концерти на културните лета и во другите општини веќе реализиравме. Меѓутоа, еве наредно што е прво, настапувам во сабота во Демиркапија во рамките на нивното културно лето со членовите од мојот друг состав што се вели Танго Трио. Исто така имам концерт со истиот гудешки квартет во Пробиштип и исто така во рамките на топлиот културен бран ќе имаме уште еден концерт во Велес, таму со еден друг проект кој што значи го реализираме како група Келтикум и во Дојран исто така значи уште еден концерт во рамките на топлиот културен бран како Пламенка Трајковска квартет.